Не знам точно. Прошла година го работихме или предпрошла. Това е пред интегрална се работи. Почитувани, добра вечер. Добродојдовте на уште еден настан од едукативен карактер. Јас сум Тина Трајковска и сум локален офицер за јавно здравје при Македонската медицинска студентска асоциација. Почитувани, добра вечер и од мене. Јас сум Симона Ристовска и сум локален офицер за човекови права и мир. Со големо задоволство го организиравме овој настан поради неговата голема важност. Аутизмот е една мистика со која се соочуваат се поголем број на луѓе. Денес ќе дознаеме што е тоа аутизам од страна на експерт во тоа поле и ќе имаме шанса да го погледнеме светот од една нова перспектива, од една шарена перспектива. Почитувани, во текот на предавањето ќе биде објавен Google форм на кој што ќе може да се запишете за да добиете сертификат. Исто така, доколку имате прашањата нема да ги пишувате во коментар, туку ќе биде објавен дополнителен Google форм на кој што ќе може да ги поставите своите прашања, кои што подоцна ќе ги проследиме до предавачите. Овој месец, како што знаете и сите, е посветен на аутизмот. Посветено на сите лица кои што се соочуваат со него, како и нивните најблиски. А сега, чест ми е да ви го најавам професор доктор Владимир Трајковски, кој што е експерт во областа на аутизмот, генетичар, универзитетски професор и председател на Македонското научно здружение за аутизам. Доколку професорот се сложува, може да започне. Благодарам, почитувани дами и господа, драги студенти. Најпрвин ќе ми дозволите да се заблагодарам на Македонската медицинска асоциација за поканата и ми представува навистина особена чест и задоволство да предавам на мојот матичен факултет од кој што ја произлегувам, иако не работам таму и не го вадам лебот од тој факултет, но сепак го имам завршено тој и секогаш со големо задоволство ги прифаќам овие покани. Пред 7 години држев едно слично предавање на во кафетерија во Тренд беше тоа организирано. Еве сега преку Zoom, така што се надевам дека во следните 30 до 35 минути вашите слушатели и гледачи кои што се во моментов присутни како на платформата Zoom, така и на Facebook, а гледам дека се во огромен број и секоја чест до вас како организатори, посебно до вас две ценети студентки Симона и Тина за организацијата. Јас сега ќе почнам, точно ја рековте, ова е месецот на аутизмот, ние имаме како здружение доста активности како Македонско научно здружение и ова предавање го насловив што треба да знае еден студент на медицина за аутизмот, бидејќи сметам дека вие, барем во моје време, воопшто не се говореше за аутизмот, ниту на психијатрија, уште помалку па на другите предмети. Не знам како е сега, не верувам дека е многу променето, затоа сметам дека ова ќе биде од голема корист за вас како студенти, а претпоставам дека има и родители кои што следат и други студенти од други факултети. Најпрвин ќе започнам со дефиниција. Треба сите вие, драги студенти, да знаете дека аутистичниот спектар на нарушување представува развојно нарушување што се јавува во развојниот период пред третата година од животот и се карактеризира со тешкоти во социјалната интеракција, во комуникацијата и плюс има рестриктивно и репетитивно однесување. Тоа би значило до третата година дека ако едно дете се развива нормално до 7-8 години, тоа не може да во 7-та или 8-та година или во 10-та година да развие аутистичен спектар на нарушување. Мора да биде во тие или пренатално, што е најчесто, или да се јави како регресивна форма во првата, втората или до крајот на третата година од животот. Малку за историјатот.
тука гледате, ова се двајцата, би рекол, татковци на аутизмологијата. Поимот аутизам потекнува од еден старогрчки збор аутос, што значи сам, повлечен во себе, нешто, со спортски жаргон да се изразам, аут, надвор од, знаете, надвор од теренот, значи надвор од нашиот живот, или тоа е егоистично бидисување. Така некако кога го давале овој термин, иако е малку погрешно одбран овој термин, затоа што Еуген Бройлер, ова можеби сте го учеле ако тие повозрастите студенти што слушале психијатрија, Еуген Бройлер, швајцарскиот психијатар, го користи за шизофренија. И затоа долго време потоа има и мешање на овие два ентитети. Дури во Македонија, кога во далечната 99-та јас го почнував мојот докторат, многу од вас не биле ни родени, многу од стручњаците, особено во центрите за социјална работа, не знаеа да направат дистинкција помеѓу аутизмот и шизофренијата. Мислеа дека тоа е едно исто. Но не е исто, тоа се два различни патолошки ентитети, иако може да се случи како дуална диагноза да одат двете заедно, но тоа е поретко. Значи, Лео Канер, 1943 прв опишува во литературата 11 кейс репорти, студии на случај, а Ханс Аспергер, независи од него, виенски педијатар, опишува слични деца, кои што долго време неговиот труд, бидејќи на германски напишан, останува непрепознат во литературата, и дури Лорна Винк некаде 1980 година, тие деца кои што малку се разликувале од овие деца, биле со високо функционална форма, односно со надпросечна интелигенција, според него, во негова чест ги нарекува Аспергер синдром. И еве сега, овде на следниот слайд гледате тријада на дефицити, ова е според DSM-4 класификацијата на Американската психијатриска асоциација, тоа е предпоследната класификација, што беше поделен, тоа е таа тријада на дефицити. Дефицити во социјална интеракција, комуникација и повторувачко или репетитивно однесување. Сето тоа сега во DSM-5 социјалните интеракции и комуникација влегуваат во една категорија и дополнителни карактеристики вклучуваат често пати децата и возрастните лица имаат сензорни нарушувања, вознемиреност, односно анксиозност, отпор кон надворешни промени во рутината, често пати стереотипни движења и многу други симптоми и карактеристики. Сега се разбира, за 30 до 35 минути не можам да ви го пренесам целото знање, но ќе ви дадам едни основи, а понатака сите што сте заинтересирани ќе ги следите нашите социјални медиуми. Јас тука би сакал и сега на почеток да се заблагодарам и на секретарката на Македонското научно здружение за аутизам, која што Весна Филиповска, која што е специјален едукатор и рехабилитатор и моја поранешна студентка, пред 10 и повеќе години, отколку 10 години како е веќе завршена. Таа веќе во четот, за сите што сте на Zoom, ќе имате прилика да се запознаете со нашите социјални медиуми и да ги следите, особено многу од моите предавања се од мојот YouTube канал, така што може и тоа да го сподели, можете бесплатно да ги, ако ве интересира аутизмот, да проследите таму доста предавања. Значи, ова е DSM-5 класификацијата во мај 2013 Американската психијатриска асоциација го изфрлува ред синдромот, не знам дали сте слушнале за тоа, сега немам време да објаснувам многу, и ги вклучува класичниот Канеров аутизам, што го објаснува Лео Канер, или тој кор на англиски јадров аутизам, потоа первазивните развојни нарушувања неспецифицирани на друг начин или уште се познати во литературата како атипичен аутизам, детското дезинтегративно нарушување, тоа е најтешката форма, и Аспергер синдром. Значи, овие 4 диагнози се нарекуваат аутистичен спектар на нарушување и таа класификација да ја користите, можеби некој ќе земе семинарска, понатаму да работи по предметот психијатрија или по друго, да знаете што најновата литература да ја користите. Инаку, кога сме кај класификацијата, значи аутистичен спектар на нарушување ги опфаќа овие 4 состојби и треба да знаете, ќе видиме подосна на следниот слайд, дека имаат спектрални карактеристики. Овде на овој слайд ви давам некои основни поими, податоци.
кажав во првите 3 години од животот, хроничен животен тек, иако дан школата од САД објавува дека некои деца со полесна форма и со одличен третман, бихевиорален, биомедицински, ја губат диагнозата и она кажано со дефектолошки речник се нормализираат, иако не го сакам баш најмногу тој термин, но англосаксонската литература го користи, значи ја губат диагнозата, но тоа се малку. Јас, да бидам искрен, во Македонија еве 22 години работам и не сум видел, за жал, ниту едно дете кое што извлечено од, затоа и велиме хроничен животен тек. Да се биде машко е ризик, фактор во однос на девојче, 3 до 4 пати почесто го има тоа нарушување. Значи користете го терминот нарушување, состојба, а не болест. Невролошка дисфункција на мозокот докажана, иако многу поретко може тоа да се открие со компјутеризирана томографија и со магнетна нуклеарна резонанца. Почесто потребни се пософистицираните неуроимунски техники, кои што фаќаат, например, позитронна емисиона томографија или SPECT, методата single photon емисиона компјутеризирана томографија и така натаму. Само на тие техники можеме да забележиме одредени нарушувања. Генетски фактори и тоа како, иако родителите често пати кога доаѓаат на консултативно-диагностички и советодавни прегледи кај мене, често пати ја отфрлаат таа работа, но тие не знаат генетика и заради тоа ретко оди по Менделовата трансмисија, ќе видиме на следните слайдови. Главно аутичниот спектар оди со полигенски начин на пренесување, каде што се вклучени најмалку 3 до 10 гени, некои автори спомнуваат и 100 гени, 100 гени и интеракции од надворешната средина, средински фактори. И спектрална тежина на клиничката слика имате од најлесна форма, која што одлично се адаптира. Тоа ви е примерот со доктор Темпл Грандин, можеби сте го гледале тој филм, ако не сте го гледале ви го советувам, која што е професорка и на универзитет, значи со висока интелигенција, до најтешки форми кои што се, за жал, институционализирани и кај нас во Македонија обично се во демиркапија тие потешки случаи, повозрастни, иако сега во последните 20 години имаме процес на деинституционализација, но во изминатите години имало родители кои што така лесно се откажувале од потешките форми, ги ставале во демиркапија и потоа и со години не ги посетувале. Постојат такви случаи се уште, за жал. Ова е тоа, на овој слайд, таа спектрална распространетост. На левата страна ви се дадени од оваа права линија со ниска интелигенција, под 70, тука се детските дезинтегративни нарушувања. Аутизмот Канеров се протега од тешка и длабока интелектуална попреченост, умерена, лесна интелектуална, може да има со нормална IQ и најретките се со надпросечен IQ над 120 IQ. Атипичниот аутизам обично оди со подпросечна интелигенција и Аспергер синдромот оди обично со нормална интелигенција и со надпросечна интелигенција, со релативно добри вербално говорни вештини, а кај класичниот и атипичниот аутизам имаат подпросечна IQ и малку, ретко или воопшто некои не користат вербален говор, односно имаат мутизам или алалија. Ова е новата парадигма, значи, како малце сега можеби ќе звучи пластично доста, но би сакал ова да го искористам за да го запамтите. Оружјето е генетиката, куршумот се срединските фактори и кога тие ќе бидат заедно, добивате оштетувања кои што се манифестираат со клиничка слика аутистичен спектар на нарушувања. Малку за етиологијата. Се разбира, тука можам со денови да ги говорам, но јас ги одбрав најбитните работи. Причините за аутизмот или аутистичниот спектар на нарушувања се идиопатски во 90 до 95%, односно непознати, и секундарни во 5 до 10%, каде што точно го знаеме срединскиот агенс, одредена хромозомопатија или одредена генопатија или моногенско нарушување. Во 30% од децата со идиопатски аутизам, тие ги нарекуваме со комплексна форма на аутизам, кои што имаат присуство на дисморфични знаци, одредени стигмати, микроцефалус или макроцефалус и одредени структурни мозочни малформации. Останатите 70% од децата со идиопатски аутизам, каде што не можеме да утврдиме причината, нели, имаат така наречена есенцијална форма на аутизам со
отсуство на физички абнормалности, тоа се многу убави деца на изглед и по ништо, ако сте лаик, не можете да ги, освен по однесувањето, не можете да ги забележите дека се не припаѓаат во невротипичната популација. Кажав пред малку, се работи генетика, предпоставам дека повеќето од вас слушале, кај колегите мои, кај професор Петличковски или професорката Шукарова педиатрија, полигенско нарушување. Потоа, ненормален крвен проток е утврден во одредени регии на мозокот, може високата температура во детската возраст како последица на енцефалитис или менингитис. Родилните трауми може да бидат исто така тригер фактор и повредата на мозокот при раѓање или пораѓањето, инфекциите перинатални и постнатални, реакции на вакцини во смисол на регресивната форма, сега не би завлегувал во детали, нити би сакал да застапувам антиваксерска теорија или пак да бидам апсолутно 100% за вакцините. Тоа ќе го оставиме на страна. Има едно мое предавање, таму кој сака на YouTube може да го види, за регресивната форма. Недостаток на кислород или хипоксија пред, за време и по породувањето, потоа хромозомски причини, најчесто фрагилниот X синдром, се надевам дека ви е познато ова, туберозната склероза, неврофиброматозата и на еден друг слайд ќе видиме уште кои други хромозомски нарушувања би можеле додат како секундарна форма да биде аутистичниот спектар. И често се среќаваме, како што кажав, структурни, анатомски и обично на целуларно-клеточни на ниво на неврон нарушувања. Значи, не очекувате тумори во мозокот, некои големи промени кај децата со аутистичен спектар. Сите тие промени се на целуларно и на биохемиско ниво, за да се манифестира една клиничка слика, која подоцна ќе видиме карактеристиките. Малку за генетиката на мојот терен, бидејќи предам хумана генетика, знам како ви е вам познато, на прв циклус студии, физиологија, со функционална анатомија и медицински основи на инвалидноста, на Институтот за специјална едукација и рехабилитација и аутистичен спектар на втори трет циклус на студии. Постојат сериозни докази од студиите на близнаци, што се забележува висока конкордантност кај еднојајцевите монозиготни за разлика од дизиготните близнаци. Значи една студија уште од 95-та го потврдуваат Бейли и соработниците, 60% кај монозиготни, 0 кај дизиготни. Колку е поголема таа разлика во конкордантноста помеѓу монозиготните и дизиготните близнаци, тоа ви укажува на силна генетска предиспозиција на нарушувањето. И не само за аутизмот. Важи и за другите невропсихијатриски нарушувања, но аутизмот има највисок коефициент на херитабилност или на наследност, кој што изнесува повеќе од 90%. Тапката кај браќата и сестрите, ако првото аутистичен спектар, некаде емпириски проценет од 3 до 8%, дека е веројатноста дека и второто дете би имало аутистичен спектар. Во САД, например, јас сум читал литература, имате во едно семејство со 4 деца, сите 4 деца имаат аутистичен спектар и тоа навистина е сериозен проблем за тоа семејство. Сакате и емоционален, сакате финансиски, од било кој аспект, образовен и така натаму. Статистичкото моделирање, ви кажав, сугерира една епистатска реакција помеѓу гените и се опишани 3 до 10 гени, тоа можете на умим да го сретнете, веќе ги имате неколку гени опишани, Online Mendelian Inheritance in Men, на таа веб страна. И покрај студиите на близнаци, имаме и семејните студии го покажуваат тоа, адоптивните студии на усвоени деца, значи укажуваат на една силна генетска предиспозиција. Сега, овде на овој слайд ви е прикажан аутистичниот спектар како секундарна, оние 5 до 10%. Значи, покрај фрагилен, што ви кажав, неврофиброматоза, туберозна склероза, тука е Ангелман или Енджелман синдромот, Чарч асоциацијата, Корнелија Деланш, Даун синдромот, кај децата со Даун, некаде до 7% можат да развијат аутистичен спектар на нарушувања. Прадер-Вили, Ред синдромот, кој што ви го спомна, Смит-Лемли-Опиц, ПТН мутациите, тоа се доста интересни, оние со кожни меланоми, што одат и со невуси, Сото синдромот и ред други сега, да не губиме многу време. Кои се ризик фактори за да настане аутистичен спектар? Кажав, машкиот пол е ризик фактор, монозиготните близнаци, за разлика од дизиготните и од браќата и сестрите, се многу поголем ризик фактор.
Браќите и сестрите во однос на општата популација 50 пати имаат зголемен ризик, значи 50 пати во рамките на едно семејство повеќе се јавува аутистичниот спектар отколку во општата популација каде што нема ниту еден регистриран случај. Староста на мајката и таткото при зачнување на детето, иако не е правило се разбира, мајката над 35 години, таткото над 40 години, имаат поголем ризик отколку помладите родители. Интерутерините инфекции за време на бременоста, често пати во мојата пракса среќам мајки кои што имале или одредена цитомеговирусна инфекција, порано рубелата која била доста честа 70-80 години на овие простори пред да почне вакцинацијата, исто така рубелата, херпес вирусите, па дури и HIV вирусот може да биде ризик фактор. Исто така експозиција на невротоксини на мајката и таткото, алкохол, значи тоа е феталниот алкохолен синдром, дрогите и други невротоксини, тешки метали и така натаму. Преваленција, идеме малку на епидемиологија сега. За жал кај нас во Македонија не постои регистар за аутизам национален. МНЗ, нашето здружение, има собствен регистар кој што е подпроценет со 220 регистрирани лица. Тоа се оние кои што само иницијативно дошле кај нас во здружението, бил направена процена и се утврдено дека имаат аутистичен спектар. Се проценува дека во Македонија најмалку би требало да очекуваме околу 20.000 лица со аутистичен спектар, но тие не се докажани, има многу што се кријат под други диагнози, значи зошто е, ќе ме прашате сигурно зошто е подпроценет, заради недостаток на знаење на професионалците. Многу доктори не знаат затоа што не учеле многу и не се занимавале со тоа, си имаат други струки, например се занимаваат со патологија и не ги интересира аутизам, микробиологија, можеби многу не ги интересира, чест на исклучоците, или се занимаваат со офталмологија, оториноларингологија, гинекологија и така натаму. Реков, за време на студиите, тоа можеби вие подоцна да ми потврдите, организаторите, дали сте слушале до сега или повозрастните генерации, ако има психијатрија, дали сте имале предавања за аутизам. Погрешни диагнози се уште се води некаде, мои колеги го водат, не знам зошто, дали намерно или ненамерно, некојаш и као не сакаат да ги етикетираат семејства, али мислам дека тоа е грешно. Подобро да им даете точна диагноза. На Запад можат да ве тужат родителите ако ги лажете и ако ги водите под погрешна диагноза, и можат да добијат огромни материјални средства заради тоа што лекарот го водел детето како развојна дисфазија. Кај нас, јас гледам дете со класична клиничка слика на аутистичен спектар, тие го водат како развојна дисфазија. Колегите од Завод за ментално здравје. Сега не сакам многу да бидам критизерски расположен, но морам некои работи да ви кажам за да ви станат појасни. Недостаток на свесност кај родителите кои што се срамат, особено во ромската и албанската популација, да го пријават своето дете, да отидат на доктор, да биде диагностицирано, го кријат и така натаму, и заради тоа е многу underestimated, што велат американците, аутистичниот спектар кај нас. Сега малку интересни податоци кои што претпоставам не сте ги знаеле. Во светот на секои 20 минути се диагностицира нов случај, значи еве го 18:25 веќе е диагностициран еден случај од кога почнав да предам. Во Европа се претпоставува, во цела Европа, не мислам на Европска унија, околу 8 милиони дека страдаат. Во моментот аутизмот се среќава кај 1,5 милиони лица во САД. Во САД веќе и па и во многу други држави има епидемиски размери и се проценува секој едно од 54 новородени едно ќе развие аутистичен спектар. Тоа е огромна бројка, тоа значи ако го претворите математички приближуваме некаде до 2%. И дале порано имаше некои мои колеги го става аутистичниот спектар како ретко нарушување. Далеко е од ретко нарушување. Значи 2% тоа е огромна преваленција. Во Велика Британија се претпоставува дека некаде околу 535.000 луѓе, значи деца и возрасти, имаат аутизам. За време на животот, ова исто од економски аспект многу битен податок, се проценува дека САД едно лице со аутизам го чини општеството од 3,5 до 5 милиони долари. Значи ова е скапо нарушување, скапо е и за семејството посебно, а и за државата. И аутизмот, ова со сигурност ви го тврдам, е почесто нарушување од детските карциноми, сите, детскиот диабетес и сидата, сите комбинирано заедно. Одиме натаму. Ова е една невладина Autism Speaks, не знам дали сте слушнале.
која што ја дава таа линеарна крива, да не е толку експоненцијална. Од 2004 до 2018 го нема 2020 податоци 2021, веќе 1:54 тука. Значи таа процената преваленција во сад. Сега овде некои битни факти кои што сакам да ви останат као home message што велат англичаните. 40% од децата со аутизам чекаат за жал повеќе од 3 години за јасна дијагноза. Ова ви велам во светот. Кај нас во Македонија и по 6-7 години немаат дијагноза. Дете од 7 години ви лута од доктор на доктор, дефектолог, специјален едукатор и така натаму и за жал нема дијагноза. Околу 70% од лицата за жал имаат IQ под 70, односно се со подпросечна интелигенција, имаат интелектуална попреченост, постаро ментална ретардација, но веќе избегнувајте го тој термин, вие вака како млади сили на медицинскиот факултет во Скопје. 27% од децата со аутистичен спектар биле исклучени од училиште најмалку еднаш, за жал. Ова се светски податоци. Кај нас овие проценти и повеќе, значи ми доаѓале родители, се жалеле, директорката го исклучи детето, било немирно, му удрило шамар на некое друго дете. Денеска во денешно време мислам дека веќе не сме да се случи тоа, затоа што имате и асоцијации родителски и малце директорите на училиштата се повнимателни и не така лесно исклучуваат. Дури порано не ги ни запишува, но сега имате закон за инклузија, каде што мора детето да биде инклудирано. И сега малку, сега да не идеме, тоа е поише дефектолошка тема околу инклузијата, која што до година треба да веќе да биде задолжителна. Оние што се со потешка клиничка форма, јас сум малку скептик како ќе одат, особено ако немаат персонален или образовен асистент во училиште. Навистина не знам како ќе може да го совладат тој материјал во редовно училиште. Адултните лица со аутизам сметаат дека ако најдат соодветна работа, тоа ќе го подобри нивното живење. Лицата со аутизам често сакаат да стекнат пријатели, но заради нивното нарушување тоа им оди многу тешко. Кои се раните знаци? Децата немаат големи насмевки или експресија на задоволство до 6-тиот месец по раѓањето или потоа. Не одговарат на звуци, на насмевки, иако слухот им е во скоро 100% да не речам, ајде 95% им е одличен, но може да имаат сензорни нарушувања. Значи немаат фацијална експресија на 9 месеци, го немаат оној баблинг или брборење до крајот на првата година, не напредуваат со гестови, го немаат она протодекларативно покажување, не достигнуваат со рацете кон мајката или таткото за да ги земат во преградка. Некои немаат зборови до 16-тиот месец, немаат двосложни фрази, не знаат да имитираат, многу слаби се во имитацијата, дури до втората година од живот, ништо тоа. Секое губење на говор, губење на брборење или губење на социјалните вештини на било која возраст до третата година најверојатно укажува на аутистичен спектар на нарушување и треба да се дијагностицира. Сега преку сликички клиничките знаци одбиваат телесен контакт, не обрнуваат внимание на другите деца, не си играат со другите деца, немаат страф од опасности, може лесно да ги прегази автобус на улица, тоа е опасно, тоа е многу опасно затоа што не можат да предвидат опасноста. Смеење и кикотење без причина, на пример на жално на погреб може да се смеат, на свадба да плачат. Значи тоа се тие емотивни разлики. Се разбира, овие сите симптоми и знаци што ви кажувам, не ги очекувате кај сите деца. И кај мене ќе дојдат родители и детето има пола од овие и викаат: "А, ги нема сите, не е аутизам, професор или докторе. Не е аутизам, има само 5-6." Си има во DSM-5 класификацијата како тоа си се класифицира и доволно е понекогаш и 5 и до 6 да има од овие симптоми, сега што ги кажувам, и да го крстите аутистичен спектар. Значи, механичко повторување на зборови, ехолалија. Во играта се без фантазија, впечатливо хиперактивно однесување или пак крајно пасивно однесување. Одат во двата екстреми. Некои се хиперактивни, некои се повлечени во ќош, си седат, си ќутат, си молчат и така натаму. Избегнуваат контакт со родителите, со браќата и сестрите, го избегнуваат најчесто погледот квалитетен очи со очи, немаат квалитетен поглед, обсесивно-компулсивно однесување во редење на работите ги редат како низе играчките во една колона, немаат, рековме, контакт со очите и преферираат една самотија, живење во собствен свет, нели? Непримерена поврзаност за работи, се фиксираат за лименки од Кока-кола, Спрайт или собираат лисија во есен и стари хартии или
памтат регистрации безброј на коли, кои што нема никакво значење, да речеме, знаат стотици регистрации или стотици броеви на мобилни телефони. Вас да ве прашам, сигурно не знаете повеќе од 5 мобилни, затоа што се ви меморира мобилниот. Порано ги учевме, вие сте таа млада генерација, не знаете, но порано кога имаше статични, јас сум знаел и по 20-30 броја на памет, но сега не знам ни повеќе од 5 сигурно броеви на памет, бидејќи се ми памти андроидот. Недостаток на интерес за другите деца и тоа што го работат тие, исто така, и ред други симптоми. Сега мора да одиме. Ова е интересно, саванти. За жал, овие се многу ретки. Тоа се музички, ликовни, математички лица, со многу редок процент во светот, кои што имаат страшно добра фотографска меморија, памтење на податоци, датуми од историја, например, од 16-17 век имате во Америка, точно ги знае сите историски датуми. Имате доенче на 6 месеци со броење репродуцирало цери музички арии кои што ги слушнало. 5-годишно момче можело да расклопи часовник, радио, ТВ, правосмукалка и повторно да ги состави. Слепо лице фантастично цртало. Девојче со аутизам можело да репродуцира цели страници текст без ниту една грешка или без да гледа ноти, свири на клавир, само еднаш ја слуша нумерата и веднаш без грешка ја повторува. Значи тоа се тие саванти кои што се ретки. Тоа е и Реймен, ако сте го гледале, иако не сте биле родени. 80-тите години со Дастин Хофман, со една феноменална улога на Дастин Хофман, дождливиот човек, но за жал многу медиумите без да гледа ноти, што го научија затоа што мислеа дека сите деца со аутизам треба да бидат како Дастин Хофман. Ова јас би ве замолел навистина да ги исклучите микрофоните, бидејќи страшно испетува или колешките кои што се там во позади, кои што се хостови и ко-хостови, да ги исклучат тие, ако самите лица не се исклучуваат. Ова е Стивен Вилчајр, кој што со една обиколка на околу Колосеумот во Рим го црта до последен детал на еден голем хамер, огромен. Значи тоа е страшни способности и тоа е еден од тие саванти, ги имате на интернет. Познати историски личности кои може би имале, сега не може никој да докаже, Алберт Ајнштейн со IQ над 160, Исак Њутон исто така, особено за Исак Њутон кој што живеел 17-18 век, многу е тешко сега да докажете. Диагноза. Сосема накусо обсервација на развојот и однесувањето, тоа е главно. Немате биомаркери кои што со сигурност би можеле да извадите крв или урина или ликвор и да кажете ова дете има аутизам. Генетски испитувања таму кај што имате синдроми или генетски нарушувања, заболувања, тестови за процена на јазични способности, тоа го прават логопедите, моторна координација, слух и вид, ЕЕГ, КТ, магнетна резонанца, ЧЕТ тестот, овој го имам јас преведено, го има во моите учебници, ICD-10 критериуми, сега веќе се оди на ICF, значи на меѓународната класификација на функционирањето, DSM-5 критериумите, кои што во многу се користат. Вчера, за жал, го следев предавањето од колешките и за жал слушнав од колешката од психијатрија дека на психијатрија не ги користат DSM-5 критериумите, што е навистина за мене несватливо. ADR критериумите кои што се златен стандард заедно со ADOS, после имате една скала DISCO и CARS скалата која што исто така имам преведено јас на македонски. Таа го значува степенот, се делат на лесна, на умерена форма и на тешка форма. Одиме натаму, морам да привршувам. Диференцијална диагноза може да се помеша со интелектуална попреченост, со развојна дисфазија, со attention deficit hyperactive disorder, со шизофренија, со селективен мутизам, ова исто логопедска диагноза, со депресија во детската возраст, со тешко слушно оштетување, тешко оштетување на видот, нарушување на сензорната интеграција и многу други нарушувања и болести. Сега третман, сосема накусо, видови на третман, бихевиорална терапија, тука спаѓа АБА, Applied Behavior Analysis, не можам да завлегувам во детали, едукација, специјална едукација пред се, значи дефектолошки третман, ТИЧ програмата и ЛОВАС програмата се тука многу битни во овој дел, вежбање на социјални вештини, кои што ние во прирачникот заедно со мојата колешка, подпредседателката на МНЗАП, тоа е магистар Ивана Василевска-Петровска, направивме еден одличен прирачник, претпоставам дека колешката Филиповска ви го сподели тука линкот, можете слободно да го симнете. Има одлични совети за родителите, особено овој наменет.
Логопедска терапија, логопедите, вашите колеги од медицински факултет треба доста да знаат за тоа. Психотерапија малку поретко. Музикотерапијата е доста благопријатна кај некои деца, терапија со држење, холдинг, дневна животна, Sunrise имате програма, медикаментозен третман кај некој ќе мора. Значи тука психијатрите со тие селективни серотонин реаптејк инхибитори или понекогаш анксиолитици, мелатонин да се дава ако имаат проблеми во спиењето и така натаму. Имунолошка терапија која е уште така експериментална би рекол и не е се уште evidence-based. Терапија со диета кај оние, например, казеин и глутен, кои што ќе се покаже дека се хиперсензитивни на казеин и глутен, а ги има многу такви деца. Кои се треба да учествува во третманот, за да се даде ефективна грижа? Развоен педијатар, детски психијатар, педијатар, невролог, логопед, дефектолог, психолог, социјален работник и да не ги забораваме родителите, се многу битна карика и мене ми е многу драго што со господјата магистар Аниса и Бечировиќ ме заедно го правите овој вебинар, така да чуете малку и тој другиот агол од родителите. И се надевам дека исто и она ќе го задржи вашето внимание и од нејзин аспект, кој што е 24/7 со дете со аутизам, ќе ви објасни како е да се живее со дете со аутистичен спектар. Ние не сме се договорале, точно не знам што ќе говори, но можам да претпоставам. И при крај сум, мислам дека не го пробив многу времето, прогноза, различен е исходот од одличен, добар, некогаш и лош. За жал. Стапката на невработеност во светот е 90%, во Македонија 100%. Ова е докажано со две мои студии, со две мои дипломки, едната во 2010, другата во 2019 бранеа и правеа широка екстензивна студија со фирми, компании, државни, приватни во Македонија, ниту едно вработено возрастно лице. Доцно вработување во светот имате до 70%, над 30-35 години се вработуваат. Високо функционалниот аутистичен спектар може да се со ризик од депресија и анксиозност и тука треба да се внимава за да не направат суицид, значи таму се тие лоши исходи. Знаат некои со високо функционален да западнат во тешка депресија и ако не се третира тоа со медикаменти да извршат суицид или пак да влезат во некоја кавга и да настрадаат, да речеме. Фактори кои укажуваат на позитивен исход се лесен степен на интелектуална попреченост или нормална интелигенција, би рекол, и способноста за говор, сето тоа се добри фактори за позитивен исход. Обратно од тоа, лош исход, ако имате тешка интелектуална или длабока интелектуална попреченост и ако има мутизам, односно неразвиен говор, тие потешко се снаоѓаат. И треба да запомните дека аутизмот се третира. Значи, се третира, не говорам се лечи, се третира. Значи, со многу методи, ги видовте кои се најчестите, има и многу други, нема време да ги споделувам, можеме да го направиме детето да биде, да придонесе за себе, за своето семејство и за општеството. Голем процент да ги образуваме и потоа социјално да ги интегрираме во општеството. Што треба да се направи во иднина во Македонија? Екстензивна епидемиолошка студија, формирање на национален регистар, кој што ние како здружение 21 година го бараме, зголемување на свесност на јавноста и професионалците за проблемот, вашиот вебинар е еден придонес кон тоа, сензибилизација на авторитетите кои не се заинтересирани, тоа одговорно го тврдам, без иако сакаат нека ми замерат, од сите три ресорни министерства, здравство, образование и наука и труд и социјала, формирање на сериозни дневни центри за аутизмот, понатака може во дискусија да кажам што значи ова сериозни, формирање центар за дијагноза, третман и рехабилитација на лица со третман, како што има некаде на запад, па дури во Албанија, ако сакате, има еден, во Тирана, креирање на национална стратегија за аутистичен спектар нарушување, нешто што го говорам 15 на години, но нема кој да ме слушне ниту од левите, ниту од десните политичари во Македонија, за жал. Ова се моите две книги, два учебника, ова е 2004 аутизам и аутизам и превазивни развојни нарушувања 2011 и планирам и трето издание, само треба време и треба финансии. Ова се вебинарите кои што нашето здружение ги прави со светски експерти за аутизмот, кои што се гости на МНЗ, ги започнавме во понеделникот со професор доктор Фред Волкмар, кој што има преку околу 65.000 цитираности на Google Scholar. Сега ве поканувам во понеделник на доктор Мануел Казанова, особено за вас медицинарите е значен.
На нашите медиуми ќе видите, можеби колешката Филиповска веќе и ви споделува информација. Значи, април, мај, јуни, предавачи од престижни универзитети, во мај ви се две дами, едната од Холандија, другата од Америка, двете интересни, и во јуни завршуваме со колеги од King's College од Лондон и од Каролински институт во Шведска. И ова се моите контакти. Ви благодарам за вниманието. Извинете ако 2-3 минути, малце 4 или колку го пробив предвиденото, ако било 30 минути предвидено време. Ете, тоа ви благодарам за вниманието. Подоцна, после господјата магистар Аниса ќе претпоставам дека ќе има дискусија. Ви благодарам многу За вашите прашања. Ви благодарам многу, професор доктор Трајковски, за прекрасното сеопфатно излагање. Навистина можам да кажам дека не толку често за жал, не толку често слушаме вакви предавања со ваков квалитет. Навистина беше задоволство да се слуша вакво предавање. Почитувани сега со задоволство ви ја представувам магистар Аниса Ејуп Бечировиќ Трпчевска, која што е професорка по македонски јазик и книжевност, воедно исто така автор на делото Јас и аутизмот и мајка на дете со аутизам. Со нас ќе сподели дел од своето секојдневие и своји искуства со мистичноста на аутизмот. Повелете. Ви благодарам. Срдечен поздрав од Германија до сите вас. Сакам да искажам, значи, моето огромно задоволство и чест што можам да зборувам пред ваков аудиториум, како пред професорот Владимир Трајковски, кон кого секогаш негувам огромна почит, исто така и кон сите вас студенти, бидејќи како сестра на доктор на медицина, многу добро знам која е вашата жртва за оваа професија, колку многу време губите, го подарувате, нели, за оваа наука и колкава е вашата огромна хуманост. И токму затоа мислам дека вие сте едни од главните носители на идните промени кои што ќе донесат некоја си нова и подобра иднина за овие преседеца, за нивните семејства и најмногу за родителите, бидејќи тие се соочуваат со огромен страф. Како што кажавте, веќе јас сум професор по македонски јазик и книжевност, лектор по македонски јазик, имам магистратура за менеджмент на човекови ресурси, завршено едногодишни дефектолошки студии и најголемата титула мајка на дете со аутизам. Покрај тоа имам и уште едно дете кое што е со типичен развој, помало од посарото дете. Меѓу нив разликата е 7 години. Значи, досега излагањето на професорот Владимир Трајковски беше од научен аспект, а сега малку ќе преминеме, нели, од другата страна на приказната, како е тоа да се биде дел од тој аутистичен свет. Тоа ви е исто како да живеете во еден паралелен универзум. Буквално, значи, ние исто како значи, истовремено живееме со остатокот на светот, но сосема поинаку живееме. Ние воопшто немаме едно типично секојдневие. Нашето секојдневие е многу поразлично, но сепак, нели, со истите потреби и со истите чувства кои што ги има секој еден од нас. Да се биде родител на дете со аутизам представува да се сретнеме со најголемиот страф што може да го поседува еден родител, а тоа е стравот што ќе се случува со детето во неговата иднина, неговата блиска иднина, но секако и во она далечна иднина кога ние нема да бидеме тука присутни. И токму тој страф е оној кој што, да речеме, многу мина ги парализира и не баш добро функционираат во секојдневието и се јавуваат одредени, значи, проблеми кои што се на семејно ниво, не само да се јавуваат кај една индивидуа во семејството, туку се последица на целокупната оваа ситуација која што е обременета од аутизмот. Зошто го кажувам ова? Затоа што многу е битно да знаете дека кога ќе се сретнете кога ќе ви дојдат утре, вие како, нели, доктори, кога ќе ви дојдат семејство со дете со аутизам, знам дека и вие ќе бидете исплашени.
Зошто исплашени? Затоа што секогаш непознатото и новото не плаши, а со самото тоа и не принудува да го сфрлиме тоа нешто што се плашиме. Но верувајте, немате причина да се плашите, затоа што вие пред себе имате уште поисплашени лица. Значи, детето со аутизам не владее со ситуацијата, не владее со самото себе, а пак родителот се наоѓа секогаш во тој некој си грч и во некој си страв и кој што никогаш нема да може да се ослободи. Долг е процесот на прифаќање на таа состојба, пред се, како што кажа професорот Владимир, тоа е навистина, еве од практична гледна точка, јас ќе ви кажам дека е многу долг патот за да добиеме конечната диагноза. Конкретно, мојот син ја доби диагнозата на негова 7-годишна возраст, и тоа откако ние отидовме кај познатиот детски невролог Светомир Бојанин во Белград, кој што ја даде таа диагноза, и потоа во Завода за ментално здравје буквално беше само преведена нели од српско-хрватски јазик на македонски, и Адам од тогаш на негова 6-годишна возраст се стекна со таа диагноза аутизам. Претходно беше воден токму онака како што кажа професорот, развојна дисфазија. Но што со тоа? Кога добивме диагнозата? Тоа е тука, значи родителот кога ќе се соочи прв со диагнозата, прво што се отфрлање, нели, поминува повеќе етапи, отфрлање на вистината. Не, тоа не е можно. Греши докторот, греши професорот, греши психологот, сите грешат. Значи само јас знам дека тоа не е така. Но значи секако не може да избегнеме од вистината. Потоа доаѓа период на буквално онака, јас лично да речеме тоа го доживев како псевдокома, затоа што моето тело, моите мисли беа целосно парализирани. Јас буквално цела недела лежав само во кревет и моето тело одбиваше да размислува, одбиваше да чувствува, одбиваше било што да прави, затоа што не сакаше да ја прифати вистината. Се дојде ми кога тоа го напишано во мојата книга Јас и аутизмот, и тоа навистина беше така, тоа беше еден сончев убав ден, и додека Адам се вртеше во неговиот, бидејќи децата со аутизам често имаат стереотипно движење на вртење во круг, и при тоа со кикотење, ама тоа е радосно кикотење, се вртеше и на сончев зрак го облеја неговото лице. И во тој момент, значи неговото лице беше толку убаво, затоа што тие деца навистина се премногу убави. Не, како што кажа, веќе повторно кажувам, професор Владимир Трајковски, навистина не можете да ги познаете дека не припаѓаат на онаа типична популација и дека по нешто се разликуваат од останатите личности. И во тој миг сватив дека едноставно јас како родител немам право да ја одземам на детето можноста да биде сакано пред се од мајката, а потоа и од другите. Потоа можноста да има среќен живот и достоинствен во сооднос со неговите можности. Бидејќи можностите се за жал кај нас ограничени. Адам спаѓа во онаа категорија на нефункционален аутизам, односно тоа значи дека тие деца не можат никогаш самостојно да живеат. Тие деца постојано зависат од некого 24 часа. И има алалија, односно отсуство на говор, или сега еве го слушав терминот мутизам. Значи така што кај него таа комуникација немаме, односно имаме само некоја си посебна комуникација која што е нели развиена во однос на ситуацијата која што го наложува тоа. Така што кога јас мој личен, да речеме, моја лична препорака до вас, кога се сретнете со ваков еден пациент, не грижете се без разлика што не зборува, сепак ќе најдат начин да ви покажат, да речеме, каде нешто ги боли. Тоа ќе го направат или со движењето на раката, самите својата рака ќе држат на местото каде што ги боли, или пак ќе облечат раката на тој што им е најпознат, кој што има доверба, на местото каде што ги боли, за да покажат дека нешто ги боли. И на тој начин, значи, вие секогаш можете да имате комуникација со нив, колку и да ви се чини дека таа комуникација е навистина невозможна. И навистина на почетокот е збунувачки и е, да речеме, на некој си начин за вас, пак ќе речем, предизвикува одбивност кон пациентот. Овие лица тешко се прифаќаат во секојдневието, токму поради тоа што немаат, поради отсутството на говор, нормално дека не може да развие социјална интеракција.
Отсутството на социјална интеракција пак предизвикува да имаме социјална изолација, која што значи потоа придонесува да целото ова семејство живее на маргините на општеството. И што се случува тука? Тука значи бидејќи во Македонија ние немаме никакви развиени центри за поддршка, нити пак сериозни, како повторно ќе го цитирам професорот, сериозни дневни центри за лица со аутизам. Сите овие семејството мора значи целокупно да се вложи во детето, за да може колку толку од него да го извлече максимумот и да може да му го пружи нели она убаво, пристојно, да речеме не убаво, пристојно секојдневие кое што би требало да го живее секој ден од нас. Но кое родителот не секогаш може, затоа што родителот буквално се дави во долгови, затоа што сите овие можни терапии кои што ги именуваше веќе професорот, значи сепак мораме на нив да ги додадеме и оние неконвенционални терапии, односно лекари, надри лекари, затоа што јас прва како нели професор секогаш сум била рационална и секогаш сум се посмевала на оние луѓе кои што прибегнуваат кон таквите методи, но една ваква ситуација буквално од вас прави да се чувствувате како давеник и да се обидувате да постигнете нешто по секоја можна цена. И тогаш значи одите, посетувате од Гатачи, Бајачи, Самовилски водопади, посетувате, значи пиете вода од Славе, посетувате, се качувате на дрво, па препинувате преку прстени, како што е познатото дрво во село Лавци, се искачувате пеш догоре до цели острошки и ред други, значи неконвенционални методи кои што за жал на крај сето тоа се сведува дека вистината е таква да аутизмот не се лечи, туку само може да се третира и степенот на функционалноста на детето со аутизам, кој што подоцна станува возрасно лице, да се подобри во онаа мерка во колку што дозволува неговиот максимум. А за да го постигнеме тоа, вие секак, значи ќе бидете утре сега се студенти, утре ќе бидете, како што кажа, веќе носители на некои си нови прогресивни идеи. И јас навистина би сакала да имате да ја разберете оваа ситуација и да разберете дека со помагањето, значи со отварањето на овие сериозни дневни центри, со подавањето на целокупната поддршка, со отворање на групни живеалишта, затоа што видите стануваат возрастни, видите имаат потреба да без разлика на тоа што како што кажа претходно тешко се социализираат, сепак може да се тие меѓу себе имаат некаков си посебен код, да речеме, на комуникација. Иако не зборуваат, тие сепак знаат да се здружат меѓу себе. И ови, значи тоа на нив им е неопходно. Потоа исто така постојат значи милион можности каде што она претходно спомната професорот 100% невработеност кој овие лица да биде 100% вработеност. Да речеме тука во Германија за време на училиштето, кое што нели има посебни училишта, но за време на тие посебни училишта децата не учат да пишуваат, или мислам доколку може нели ќе учат да пишува. Хајадам тоа е сведено на ниво на препишување, така што нема никоја си функционална нели природа, но тие за време на своето наставна недела ги има сите можни терапии кои што треба да ги имат и при тоа аспект на фокусот е насочен на развивање на тие професионални вештини, кои што подоцна, значи овие деца, овие односно возрастни во тој период, почнуваат да работат. Тука најчесто работат за IKEA или пак работат значи за во кулинарската нели сфера и многу добро се интегрираат да речеме во тој некој си свој круг. Така што со тоа што се прави се постигнува да овие дисфункционални семејства, кои што еве како што кажа професор запишат, значи неформално изнесува 20.000 значи лица од прилика дека ги има во Македонија. Пресметете колку се тоа семејства, во тие семејства да има по 20 да речеме членови. Колку се тоа лица кои што се моментално спречени да работат, а со самото тоа не допринесуваат за општеството, кое што пак страда од тоа што дека од 3,5 до 5 милиони долари чини нели по лице. Значи ние со ова што би се постигнало во Македонија? Би се постигнало да самите лица работат,
семејствата функционираат, така што ова ќе придонесе да овие трошоци се намалат, а при тоа работиме на пресцена задоволството, на целокупно задоволство, на целокупното општество, затоа што и целокупната средина и оние кои што сега моментално имаат, да речеме, аверзија кон овие лица, што секогаш ни таа не секогаш е волева реакција, некогаш не се го правиме, нема да се случува со таков момент, значи имаме функционално општество и при тоа едноставно ќе имаме ќе обезбедиме достоинство на сите наши категории на граѓаните. Што се однесува за браќата, за браќа, сестри, односно семејства со повеќе деца. Многу често, токму поради ова што немаме ние кај нас никакви центри за поддршка на овие семејства, се случува да се јави и така наречена псевдоаутизам или квазиаутизам, сега професорот повеќе ќе каже подоцна кој термин би бил по-соодветен, затоа што нормално децата како деца секогаш учат по пат на имитација. И исто така, секогаш е нормално дека детето повеќе ќе го имитира другото дете, отколку повозрасниот. И тука се случува да овие помали деца, односно помали браќа и сестри, поради таа имитација со постарото братче, кое што е постојано дома, бидејќи нема каде да оди, при тоа исто така помалото нема простор за во градинка, и се случува да имаме таков, еден сериозен проблем кој што пак повторно ја дуплира проблематиката на едно семејство. И тука ова е сериозен проблем кој што според мене треба многу сериозно да се веднаш да се реагира и при тоа да се апелира и до трите министерства за образование, за медицина, исто така и се Министерството за труд и социјална политика. Јас само би сакала тука да видам имав колку се очајнички тие чекори на колку очајнички чекори прават родителите. Јас немам ништо позготвено затоа што не како што ви кажав претходно не предавам од научно, туку од ви го предочувам секојдневието, но имам некаков си проблем, само да видам. Не, нема да може. Само секунда. Добро. Само. Ќе имам проблем, добро ред, ќе го оставиме пода за да не губам многу време. Ме слушате? Ало? Да, добро, се извинувам, дека ми се кучи линијата. Затоа, многу е битно сите релевантни фактори во едно општество да дадат свој придонес во подобрувањето на состојбата на овие лица и на овие семејства. Затоа што сега не би сакала да се изразам многу лошо, затоа што не би сакала да бидам разбрана погрешно, но навистина голем дел од семејствата поради ваквата ситуација доживуваат состојба на да тие самите стануваат аутистични, затоа што ги губат пријателите, ја губат можност да се социализираат со остатокот од светот, со самото тоа што при тоа се и финансиски ограничени, имаме навистина пропаст на цели семејства. А тоа е едно развиено општество, особено во 21. век, не сме да си го дозволим. Тука би го завршила моето излагање. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Се тоа што не ви е јасно, можете да ме прашате како, можам да ви го објаснам како родител на дете со аутизам. Ви благодариме многу, госпоѓа Аниса, за искреното излегување и за сите искрени совети што ги кажавте. Навистина беше чест да го погледнеме светот низ оваа ваша призма. А сега следуваат прашањата кои што ќе ги проследиме до вас од слушателите. Тина? Дали се слушаме?
Да? Да, во ред. Вака, значи имаме голем број на прашања, така да ќе почнеме првин прашање до професор Владимир Трајковски. Дали со ран третман може да се постигне типичен развој? Јас кажав нешто и во текот на предавањето. Раната интервенција и раниот третман се многу значајни. Значи, што порано се почне, некаде да може да се почне 2-3 година е најидеално. И кажав дека во САД веќе има реферирано случаи, полесни случаи се разбира, каде што може да се изгуби дијагнозата. Значи, со интензивни техники на АБА, понатаму со одлична специјална едукација, со работа 1 на 1, како што е на Запад, еден специјален едукатор или рехабилитатор на едно дете. Кај нас имате во училиште 35 деца, 34 со невротипичен развој, едно со аутизам и сега наставничката или професорката на кого повеќе да му се дали на овие 34 или на тоа. И така да тука не може ништо многу да се стори со такви методи. Значи главно во Македонија, како уште еднаш да не се повторувам, не сум видел до сега комплетно дете кој што е изгубило дијагнозата аутистичен спектар, но сум видел многу деца кои што сум ги прегледал на пример на 4-5 години, а потоа сум ги видел на 15 со одличен напредок. Со таа рана интервенција и тој ран третман. За среќа во Македонија никнуваат доста приватни центри, особено во Скопје, а имаме и во Велес, така што може да им се помогне, бидејќи во државните, како што е Заводот за ментално здравје СИМПО и Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас до клиниката за психијатрија, во клиничкиот центар Мајка Тереза, има листи на чекање, па се чека долго и знаете како е државна работа. Така што сега овие приватни центри, тоа доста дел од нив ги отворија некои мои студенти, доста млади, надежни и гледам дека добро работат. Би ги спомнал Старс центарот од Велес кој што отвори и во Скопје, тоа е моја бивша студентка Александра Карагирова. Гаспар центарот каде со тие што соработувам, има и ред други, сега да не им правам реклама, тој е психолог, е собственикот на Гаспар во Козле. Имаат одлични тимови кои што вработуваат логопеди баш од медицински факултет, од кај ваши колеги од насоката за логопедија, така да се работи добро. Не оди баш како што сакаме сите и како што сакаат родителите. Мора да сватите вие, драги студенти, дека кај аутизмот резултатите не доаѓаат преку ноќ. Значи не доаѓаат преку ноќ. Еве во 97% во Македонија ќе преживеете ковид и ќе се залечите за месец, 2, 3, 4. Но кај аутизмот треба со години упорна терапија, упорен третман, едукација, учење на социјални вештини, како што кажа и професорката по македонски. Ја сега ја користам ова прилика да ја честитам книгата. Во издание, она беше скромна, не кажа во издание на Литература МК, таму може веројатно да ја набавите. Јас познам некои луѓе таму и навистина одличен избор на издавачот. И за жал не сум ја прочитал се уште, не сум дошол до неа, али со задоволство ќе ја прочитам. Ете, да не должам многу. Ќе оставам простор, сигурно има и за неа прашања, така да ете. Да, секако. Прашање до господја Аниса. Кои совети би ги дале за тие што се родители и ќе бидат за тоа како да се соочат со самата вест за тоа дека детето им е дијагностицирано со аутизам? Тоа е добро прашање, многу добро прашање, но ете, прво да укажам на тоа дека исто така мора да се поработи со стручните лица кои што ја кажуваат таа дијагноза, затоа што моето искуство беше многу болно. Јас, значи, Адам беше роден со расцеп на мекото непце, односно ураношиза познато. И поради тоа, нели, имаше некои слаби, мал фонд на зборови, но ни рекоа дека тоа е последица на неговото, нели, од оваа состојба и дека по операцијата тоа ќе се среди. Тој имаше операција на 2,5 годишна возраст и јас повторно прашав што се случува со говорот
иако ние постојано бевме на клиника поради оваа состојба, никогаш никој не забележа дека кај него има таков некаков си проблем. И повторно беше кажано дека значи кај машко дете се толерира до 3 години, особено нели така бидејќи јас сум од Црна Гора, кај оние кои нели поради потеклото на мама од Црна Гора, најважно стана збор за брзеливост или инетливо дете и нели така што и ми беше кажано тоа дека до 3 годишна возраст да си седа мирна. На 3 годишна возраст, чом наполна едам 3 години, јас закажав термини, значи во Завод за ментално здравје и Завод за говор сух и глас, но прво имавме термин во Завод за ментално здравје. И нормално влегувам јас таму, тоа во моментот е опишано во книгата, значи целата важна, нели како и секој родител, тоа е привилегија на родителот да мисли дека го има најсовршеното дете, најпаметното, најдоброто, значи со најблескава иднина. И значи никогаш и на крај паме дека некако проблем има кај Адам. И тогаш, знаете, седнувате вие и вам ви кажуваат диагнози као, па, шо знам, може аутизам, може епилепсија, може развојна дифазија, може се комбинирани пречки. Не знам дали може да се доловите таа ситуација кога седите и значи буквално како некој да ве како да сте во ринг, боксерски ринг и некој ве нокаутира со еднаш, два пати, трети пати, значи вие буквално се веќе не сте свесни што се случува околу вас. Јас во тој момент се сеќавам само дека не го чувствував лицето, не чувствував ниту еден дел од себе си, само чувствував дека ми паѓаат солзи, а не бев способна да размислам за ништо. Додека нели потоа како што кажа веќе после таа недела дена не се свестив и дека не сватив дека едноставно мора да се борбам затоа што животот е борба. И во животот моја девиза е дека во животот имаме само победници или губитници. Немаме средина. Или си победник или си губитник и од нас се зависи како ние ќе одбереме, а мене таков ми е генетскиот код на Белким да бидам секогаш да тежнеам да бидам победник, па сега макар и тоа да биде нели она пирова победа, меѓутоа сепак се стремам кон тоа. Сега како да се соочат најдобро? Секој прво не постои универзален начин или што е најдобро. Исто така мораме да бидеме свесни дека тоа е многу тешка ситуација која што сега ќе направам дигресија со анегдота. Моја добра пријателка од Хрватска и дали со неја додека разговараме објаснува дека била на психијатар, бидејќи заборав да кажам дека нејзиното девојче е со значи онаа диагноза ограничен на животен век. И при тоа раскажува дека била на психијатар и дека дури била заедно со нејзината свекрва. И нормално, нели, сега нека не ми замерат по возрастите тука, имам ништо против свекрвите, ама сепак ми беше чудно, вика, толку добра комуникација со свекрвата, па заедно на психијатарите. И там вели, не, току затоа што вика, јас сега, нели, треба јас да го преболам тој момент дека имам дете кое што има ограничен животен век. А при тоа вика мојата свекр постојано плаче и кажува дека тя не може да го преболи тој момент и ние отидовме заедно на психијатар и психијатарката ти кажа дека значи да имаш дете со посебни потреби е многу потешко отколку да изгубиш дете. Затоа што ти кога го изгубиш дете, тоа е непредмослива болка, но тоа е болка и значи ти веќе се навикнуваш на некаков поинаков степен. А ти кога имаш дете со посебни потреби, ти буквално секој ден одново умираш и одново се раѓаш. Значи, денот станува, се раѓа денот, ти се раѓаш со нови идеи, со нови надежди, со нова сега готово, денеска Адам ќе прозбори милион пати. Мислам, сега веќе во ред се откажав од тоа, дека Адам ќе прозбори, ама порано, значи, сега јас кога дојдам Адам кој дома од работа, Адам сега ќе се стрча кон мене и ќе ми каже, мамо, јас тебе многу те сакам. Но, значи, секогаш попладнето ми донесуваше разочарување, значи вечерта исто така легнуваш и се мислиш како уморен, мртов уморен, затоа што тие деца не застануваат, затоа што, нели, како што кажа професор Кирилата, од една крајност во друга, или се премногу пасивни, или се премногу хиперактивни. Када ме таа ситуација да тој е хиперактивен и тој може 24 часа, значи буквално од Скопје да тргне до Охрид, тој ќе отиде без проблем и назад ќе се врати и вие на крај више не можете да буквално да се движите.
И сега, значи, кога ќе дознаеме кога ќе се соочиме со диагнозата како диагноза, значи мора да помине тој период на тага, на жал. Значи мора да дозволиме раната која што е отворена колку толку да фати, нели, да фати краста, да фати да не крвари веќе колку толку. А потоа повторно ќе кажам, од родителот, бидејќи родителот е клучната карика, особено мајките, затоа што мајките во секој семејство се столб, татковците да, но еве ќе ме коригира професор дали сум во грешка, мислам дека повеќето мајки се по способни да се носат со целата оваа ситуација, понекако емоционално успеват, иако тоа навистина нели тоа повторно нагласувам дека боли. И мајката е онаа која што мора да го одржи семејството колку толку да биде нели во границите на едно нормално, типично семејство, иако ние секогаш ќе бидеме атипични. Значи јас сега морам да му обезбедам и на помалиот син да има типични услови во нашето атипично семејство, но исто така и на Адам морам да му обезбедам без разлика што за Адам не има значење дали е нова година, дали е негов роден ден, дали е, меѓутоа јас сепак се обидувам тоа да го направам затоа што сакам можеби не знаеме, никој не може тоа да го знае, можеби некаде длабоко во неговата посвест тој сепак го регистрира тоа и можеби никогаш некаде едноставно тоа ќе излезе нели како брана. Сепак како родител имам право да се надевам се уште дека некако си подобрување поголемо ќе постои, ако тој е 14 годишна возраст и добро, значи не функционален, но е многу добар во вештини во готвење. Тоа го има научено со мене заедно дома, а и тука се јаво исто така овие деца многу сака да јадат, мислам може да јадат без престан. Мене ми го објаснија тоа, не знам се дали е точно, меѓутоа едниот големиот број на професионалци кои што ги посетував дека наводно кога центарот на говор не е развиен, како што е кај Адам, тогаш тоа исто така тука се наоѓа центарот за храна и поради таа нели поврзаност се јавува овој проблем. Така што повторно се вратам на прашањето, значи тој период на жалење мора да помине. Значи не може без период на жалење едноставно немаме излекување. Потоа исто така имаме период следи период на обвинување. Сите ни се виновни и на крај самите се виновни. Тогаш се размислуваме да не е тогаш затоа што затоа што седе во друштво на пушачи, затоа што можеби станов ни е блиску до бензинска пумпа. Дали можеби речеме ако повеќе пешаче за време на бременоста или ред прашања кои што навистина никогаш не вредуваат со корист, но сепак тоа е процес од она заздравување. И на крај прифаќањето на оваа наша ситуација која што е таква каква што е и одбирањето на тоа да се биде победник, а не губитник. Сега повторно кажам, тоа е пирова победа, но е сепак победа. Ние имаме право исто како сите останати да го славиме животот секој ден. И се обидуваме да го славиме животот секој ден онака како што можеме ние во нашите можности. Ви благодарам на прекрасното излагање. Сега имаме прашања до професор Трајковски. Почитувам професоре, имав чест да ги прочитам сите ваши студии и статии на репозиториумот на УКИМ околу аутизмот. Нешто ми го привлече вниманието, а тоа е статијата за митохондријалната дисфункција кај децата со аутизам. Иако, како што велите вие, тие истражувања се неетички, дали сепак мислите дека иднината за подобро разбирање на аутизмот е токму во нив? Дали може да ни кажете нешто повеќе на оваа тема? Благодарам за прашањето. Може ли да знаеме кој го поставува? Студентка ли е тоа? Студент ли е? Најверојатно анонимни се прашањата. Анонимни се, добро. Да. Благодарам, одлично прашање. Само пред да одговорам, господјата Бечировиќ Трчевска имаше одлично, со се согласувам, и со улогата на мајката. Не би завлегувал сега во тие фази, точно ви ги опиша. Јас секојдневно се среќам со најразлични родители на деца со аутистичен, кои што помалку или повеќе тоа го кажуваат, и само во однос на дилемата за псевдо и квази, псевдоаутизам се нарекува, квази не се користи. Тоа од преска што го кажа во самата презентација. Тоа сакав да го дополнам.
А во однос на прашањето, митохондријални има одредени случаи, има и трудови кои што веќе прават такви истражувања. Не се тоа истражувања, тоа се на запад тоа се и рутински, не е нешто тоа истражувања се не се експерименти, да бидам појасен. Не се класични оние експерименти каде што би се злоупотребувало, така да во тој дел не знам што сакала колешката или колегата да каже. Инаку докажано е дека постојат кај одредена субпопулација на деца мутации на митохондријалната ДНА. Предпоставувам дека по генетика сте учеле за тие. И сега што се случува? Кај тие деца, за разлика од синот на господја Ниса, кој што е многу активен, овие деца кои што имаат нарушувања, кај него сигурно не е тоа, кај Адам, ситуација имаат помала енергија, бидејќи прво страдаат страдаат ткивата и органите кои што имаат најмногу митохондрија. Тоа е мозокот, централниот нервен систем, мускулите и срцето. И тоа се обично попасивните деца, млитави, со намален тонус на мускулатура, и се предпоставува дека некаде 10 до 20% зависно од литература можно е да имат. Инаку јас сум зачуден од тој или таа колешка ли е, студентка ли е, дали е веќе завршена на некој факултет. Тоа секој да ги малце и ме импресиониран сум што ги читал некои сите стати. Тоа мора да е некој доктор кој што сака да се бави со аутизам или дефектолог кој што сака да магистрира кај мене или да докторира. Друго, ако е обичен студент, навистина му посакувам да понатака да се бави со оваа проблематика, штом ги читал, а на репозиториумот на УКИМ навистина јас несебично имам споделено многу трудови за аутистичниот спектар. Се разбира оние кои што се со копирајтс, некои кои што се наплаќаат од списанија со импакт фактор, се уште немам право да ги споделам, можеби во иднина и тие ќе ги споделам, заради тоа што Sage или издавачите, знаете, Springer не дозволуваат да се споделува open access. Ова е се што сум можел да го споделам и тоа е труд кој што го имам објавено поодамна. Мислам, да, не е битно, мислам дека е во зборникот или во дефектолошка и теорија и практика поранешното списание што го уредував. Да, во дефектолошка и тоа е доста одамна труд, тоа е мал ревиски труд, за жал ние во Македонија немаме такви можности да правиме такви истражувања, но се надеваме дека во иднина некој од нашите лаборатории и ќе ги воведе тие испитувања на мутации на митохондријалната ДНА и ќе може да се направат и на нашата популација. Инаку во мојот докторат повеќе јас се задржувам на имунолошките и имуногенетските аспекти и на наша серија на деца имаме докажано доста теории светски дека се работи за една субпопулација од 30 до 40%, дека имаат навистина нарушен имунолошки одговор и дека имаат поинаква имуногенетска структура од другите деца, особено асоциации со HLA, DRB 0101 алелот најдовме со HLA C03 и така. Значи тоа е во однос на Има можности и на Институтот за имунобиологија и хумана генетика на медицински и во МАНУ, но не се до толку како во САД или во земјите на од Западна Европа, од Европската унија за истражување. Ете, тоа е. Ви благодарам. Имаме прашања две слични, така да ќе ги споиме во едно за да може побрзо да ни дадете одговор. Дали постои можност за фетална детекција на аутизмот и дали доколку се препознае навреме може да се спречи аутизмот кај детето? Добро. Вака, имам едно предавање кое што мислам дека може да се најде на мојот YouTube или на SlideShare.net. Ако не како говор, тогаш како слайдови. Тоа е баш на медицински факултет во деканатот, заедно со професорката Марија Ралева од клиниката за психијатрија пред 10 години, држено за превенција на аутистичен спектар на нарушување. Прво ќе кажам дека идиопатскиот аутизам во најголем процент е 90 на 80 до 90%, не може за жал се уште пренатално да се дијагностицира, бидејќи се работи за многу гени,
и се работи за средински фактори и така натаму. Оној аутизам и аутистичен спектар кој што имате, како што кажа предходно, синдром како основа, фрагилен X синдром, тоа може да докажете пренатално. Туберозна склероза, неврофиброматоза, Даун синдром, сето тоа може да го докажете, но не можете да предвидите уште пред раѓање дали тоа дете ќе развие аутистичен спектар или нема да развие. Тоа е многу тешко. Значи, пренаталната диагноза кај аутистичниот спектар е многу тешка и во најголем број случаи невозможна. Вие може да го предвидите, значи синдромот кој што предходи, тоа да, а во однос на вториот дел од прашањето за превенција беше така. Превенција можна е но не е 100%, можна е со избегнување на сите оние фактори кои што ги спомнав, избегнување на вироза во бременоста на мајката, потоа редовен хигиено-диететски режим, одење редовно на преглед на гинеколог, акушер, непретерано изложување на ехо, ултразвук и особено никако знаете на рентген зрачења, внесување на фолна киселина, витамин Д, понатаму магнезиум, цинк и така сите потребни минерали, B12 исто така значаен за одредени форми. Значи можно е, но не како кај некои други заболувања каде што може 100% со тие превентивни мерки да го избегнете. Некаде за жал се спојуваат, значи кај полигенските нарушувања, таа генетска предиспозиција и со некои лоши средински фактори, за жал не можете комплетно да направите превенција на аутистичниот спектар, како што може, например, кај инфективни заболувања со вакцина, да се вакцинирате, па еве гледате дури сега со COVID, тоа подобро ќе ви го објаснат моите колеги во понеделник и вторник на вашите вебинари, но еве гледате дури и вакцинирани против COVID се разболуваат со една доза, па дури и умираат. Ќе го спомнам маестрото наш Зафир Хаджиманов, покоен Бог да го прости, кој што ја примил првата доза во Белград и по 3 недели починал. Веројатно имал и доста коморбидитети, не се постигнал тој имунитет долно за 2 до 3 недели. Тоа е тоа. Ете, тоа е. Тоа е мојата компарација помеѓу аутизмот и ковидот. Одлично тоа што ги спомнавте вакцините. Имаме прашање баш за вакцини, до вас исто така проследено. Дали вие сметате дека постои некоја директна корелација помеѓу вакцините и појавата на аутизмот? Нели, бидејќи постојат повеќе валентни вакцини, има доста шпекулации дека постојат корелации помеѓу двете појави. Па да, јас кажав и во предавањето, имам едно 35-40 минутно предавање во септември 2019 година. Го има на мојот YouTube канал и ќе подетално може таму да кажат. Верувам дека не сум антиваксер, но верувам дека кај една мала субпопулација, но повторно ќе кажам, врз генетска предиспозиција, значи вакцините сами по себе не, туку само како еден тригер, затоа што знаете дека сите имаме различен геном и на тој наш различен геном различно реагира на туѓи тела. Вакцините се туѓи тела и на лекови. Значи, ќе го дадам примерот со ацет аминофен или со некои аналгетици. Имате лица кои што веднаш им поминува главоболката, имате лица кои што се резистентни, кои што имаат мутации, например, и не колку и да пијат аналгетици од тој тип, не можат, а некои па дури ќе развијат анафилактична реакција. Така и со вакцините. Сега, тука тоа е меч со двеоштрици и во ваква ковид пандемија, нормално дека тука е повеќе опасноста, се уште не сме виделе за аутизам, но за МПР има одредени, иако тука се кршат копјата меѓу фармакоиндустријата и помеѓу некои посериозни истражувачи од Америка. 50-50 се поделени мислењата, но има многу укажувања на родители дека навистина настанала регресија после, особено после МПР вакцината и после ДТП во 13-тиот месец. Но ќе кажам, мора да има генетска предиспозиција. Значи јас имам 3 ќерки, сите се вакцинирани, сите вакцини и не развила ниту една аутизам. Значи сите се вакцинирани и да имам и 4-то дете и тоа би го вакцинирал. Значи сега за да не ме разбере некој дека сум антиваксер. Морам да го кажам, но ве упатувам на тоа, тој што го поставил или таа,
колешка да си го проследи и таму ќе добие многу одговори, 35 до 40 минути да одвои. Ако треба и ќе ви го сега, ако има прашање за господјата Бечировиќ Трпчевска, ќе го побарам мојот канал и ќе го споделам линкот тука во четот. Да, ве молам сите ваши информации, линкови, прирачникот и се што можете, има поварувачка за истите, доколку можете да ги споделите, ние ќе им ги проследиме на гледачите. Да, јас ги споделив веќе. Скоро сите ги споделив, само уште YouTube каналот мојот да го споделам, додека одговара господјата Аниса, ќе го сторам тоа. Претпоставам дека има и за неа уште некој прашање. Има, да. Има многу прашања, но гледаме да одбереме некои така што фаќаат повеќе повеќе да одговориме, тоа да одговорите. Мило ми е што предизвикало таков интерес овие наши две излагања. Прашање и до господја Ниса и до вас, професоре. Еве ќе дадеме збор на професора Ниса, додека вие го барате линкот од YouTube. Кои вежби ги препорачувате за повторувачките движења, кои се карактеристика кај децата со аутизам или така наречените тикови? Дали можеби, доколку господја Аниса се соочила со ваква појава кај своето дете, може да ни сподели како се справува со истите, дали постојат некои вежби, дали нешто, дали постои помош во такви случаи и слично, и потоа и доктор Владимир да ни каже, да ни го одговори истото прашање. Значи, разбивањето на стереотипите досега кај во нашиот случај се покажало најуспешно со пренасочување на вниманието. Односно, значи, Адам, постојано има стереотипи, значи секогаш од еден стереотип преминува на друг стереотип, во неговата најмала возраст. Неговиот стереотип беа сообраќајните знаци и семафорите. Значи, тој можеше буквално со сати да стои пред еден сообраќајен знак и да го наблюдува, не знам што толку наблюдуваше, но значи тоа го можеше да го прави секојдневно и повеќе часовно. Но, значи, јас секогаш се обидов на неговото внимание да го насочам на нешто друго и секогаш ова пренасочување на вниманието вродуваше со плод. Од сообраќајните знаци и семафорите, тој потоа премина, значи имавме фаза кога тој сакаше многу да взимаше четка за заби и ја удираше од неговите заби, при тоа предизвикувајќи звук кој што најверојатно не му доаѓаше така ритмичко повторување. Но сметам дека кај нас сега се уште не развиена до тој степен таа медикаментозна терапија, но имаме едно лично познанство со возрастна личност со аутизам, која што е високофункционална, значи човекот живее, си има семејство, работи. И на моето прашање, значи како, значи што би можел тој да ми ги објасни, нели, врска со аутизмот, бидејќи сакам да го разберам, нели, подобро Адам, тој ми објасни дека доколку не ја прима таа конкретна терапија, која што во Шведска, значи прво за да добие тој од еден вид научења, тој мора, значи прво година дена ги испитува за да види дали не му одговара таа соодветна терапија, која што на крај кај него се покажала дека е ефикасна, и вика без таа терапија се случува да јас не можам тогаш да се фокусирам, затоа што вика ако еве сега седиме во една зграда, жената што ми е садови во другата зграда, тропањето на вилушките, нели како студира, да речеме, или лажиците, небитно што воде да е, кај мене вика предизвикува толку силна акустична, значи акустичен притисок, што јас не можам да се фокусирам на ништо. И вика камоли за сите овие поблиски звуци. Исто така, без терапијата, јас не можам да одгледам еден филм, затоа што тој го објасни тоа сликовите како да имате мравки, вика цело тело да ви е со мравки, вика онака да ви ладат по телото и не можете да седите. Затоа без таа конкретна терапија јас не можам да функционирам. И со оглед на тоа дека човекот е успешен, како на професионален план, така на фамилијарен, социјален план и лично емоционален план, сметам дека, значи, не можеби, кај нас во Македонија треба исто така да се поработи на
на овој вид на медикаментозна терапија, затоа што навистина особено и во овие деца кои што се хиперактивни, особено во период на пубертет, бидејќи дека самиот пубертет предизвикува огромни промени во нашиот организам. Предизвикува подоцна малку посериозни проблеми кои што можеби би многу полесно би се справиле, а можеби лицето, самото лице би можело подобро да функционира доколку ја имаме оваа терапија. Ви благодарам. Професоре? Добро, јас ќе бидам сега пократок овој пат. Треба да правиме разлика помеѓу стереотипно однесување и тикови. Тоа се две различни работи. Главно децата со аутизам имаат стереотипно однесување, иако ретко може да го имат и тој синдром на Тюре, каде што имаат тикови и тие различно треба да се третираат. Многу убаво објасни професорката Ниса. Главно што треба да се направи при тие стереотипови, ако особено ги имаат овие движења со прстите, често пати вака мафтаат со прстите, тогаш секогаш треба да им го одземете вниманието и да им дадете некаква активност, например да пишуваат, да цртаат и така натаму, особено тоа зборам за помалите деца. Значи, главно е да се насочи вниманието кон некоја друга целисходна активност. И понекогаш повеќе или помалку можно е да се успева или не се успева, во зависност од упорноста на родителите. А родителите, како што кажа и таа, тие се најглавната алка, бидејќи најголем времето тие се со нивните деца. Детето може да оди на училиште 6 часа, 8 часа најмногу, но останатите и за викенди, за одмори со родителите. И мора многу тие да работат на овие работи. Ние имаме исто така опишано и во прирачникот некои конкретни работи. Сега нормално ќе оставам поише прашања да одговорат. Го има, сте слободно да се симне, околу 2000 пати е симнат македонската верзија од прирачникот, имаме англиска верзија. Морам да ги споменам, УНИЦЕФ го финансираше тој проект, наш на МНЗ. Кажав со колешката магистар Ивана Василевска-Петровска, го објавивме во јули 2020, таза е уште да кажам, и го имаме и на албански преведено, така на 3 јазици. Ако има меѓу вас, си претпоставам дека има некој од албанската етничка заедница, може да си ја симнати таа верзија. Значи, македонската верзија околу 2000 пати симната за 9 месеци, да кажам, така што навистина доста од родителите, а имаме и хард копи верзија. На вас две би можел да ви ја подарам. И на господјата Ниса, која ќе дое во Македонија, за вас 3 би можел и во хард копи верзија да ви подарам. Ете, тоа е и во тоа што сакав да кажам, а само и да ја дополнам, иако не е дел од прашањето, да ја дополнам во однос на пубертетот, треба да се внимава многу, бидејќи тука, особено кај машките деца, хормонот тестостерон расте и многу треба да се работи внимателно. Инаку, да, постојат и лекови, и тоа да го кажам, невролептици обично се дават од трета генерација, кои што малку би ги седирале, би ги смириле и ги постојат тие лекови кај нас, или серотонин реаптејки инхибитори можат да се даваат. Значи, но секогаш ние гледаме да избегнуваме медикаментозна терапија. Ако мора, се дава и медикаментозна терапија, значи тие невролептици од трета генерација, сега да не правам реклами, да спомнувам имиња на лекови и така натаму, бидејќи не заслужиле компанииве, ниту нашите македонски, ниту странските, не спонзорирале ништо мое, ниту книги, ниту ништо, и затоа не им правам реклама. Ете, така да се нашегуваме малку. При крај. Благодариме. Некако интересно е тоа што самите ги спомнувате како да знаете кое прашање следи, значи ова е неверојатно. Следи едно прашање што е баш поврзано со терапија. Вака. До хороскопот ми е, до хороскопот. Имам добра антиципација. Може би, да. Прочитав една израелска студија дека кај 6 од 10 деца со аутистичен спектар на нарушувања имаат ниско ниво на супстанците од ендоканабиноидниот систем, анандамид, и помал број на CB1 рецептори. Дали имате некое сознание во врска со ова и кој е вашиот став, вашето мислење? Што мислите поточно за третман на деца со аутизам со масло од канабис или други форми на лек произведен од канабис сатива? Добро, благодарам и за ова прашање, и тука ќе гледам да видам кус. Значи, во однос на
во однос на опоидната теорија, ендорфинската, таа е теорија на професорот Карл Райхелт, мој пријател, за жал покоен, од Осло, кој што имаше добиена награда и лично од норвешката кралица. Тој е еден од кој поставува таа теорија. Конкретната израелска студија јас не ја знам, но точно е дека постои таа опиоидна теорија и дека децата со аутизам и лицата имаат покачени ендорфини и енкефалини, значи тие ендогени опијати. И за тоа им е покачен и прагот на болка. Така што они можат да ја чукаат главата од зид, некои што се автоагресивни, не сите деца се разбира, за среќа не се сите автоагресивни, но тие и да го немаат истиот интензитет на болка како невротипично дете. Невротипично ќе овка, малку да се повреди, да се isече со раката, да isече раката и ќе цел ден ќе вика. А децата со аутизам кои што имаат покачени, 60% тоа е висок процент, но би одело некаде до 30-40, па и 50% можно е да има. Нема многу такви студии. Во однос на канабисот има такви некои трудови, но се уште не е тоа evidence-based и морам лично да кажам, јас не сум го користел во третман и затоа не би шпекулирал сега. Во Македонија можно е да има некои родители кои што пробале и тоа, но јас не ми ги дале резултатите. И искрен да бидам, тука сум малку поконзервативен, бидејќи сепак канабисот е дрога и медицинските ефекти можеби кај карцином и кај некои други клинички состојби можеби има медицинскиот канабис ефект, но засега кај аутизмот не сум баш многу убеден и не сум читал многу студии каде што дава дека evidence-based и дека навистина некое дете го нормализирал или му е подобрил многу клиничката слика и му го подобрил неговото општествено прифаќање и неговата општествена партиципација, например, да може да нормално да функционира и да работи. Инаку и ниско функционалните можат, кога сме кај вработувањето сега, да се надоврзам на некои претходни дискусии, и пониско функционалните можат да си работат. И треба родителите, како што кажа и колешката, да си ги насочуваат нивните деца кај она што ќе го забележат кај собственото дете дека е предоминантно. И во таа насока, ако детето го бива за музика, нека стане музичар. Ако го бива за одреден јазик, например, имате тој еден од савантите, оди за 7 дена во Исланд, никогаш претходно не бил и научува исландски, што е еден од најтешките јазици. Значи имате таков саван. Ако го бива за компјутери, па нека работи по цел ден на компјутери и тогаш не треба да му го тргате таблетот или андроидот. Ако го бива детето за компјутери и за информатика, нека заврши средно училиште кое што е поврзано со информатика, па ако може и факултет, ако има доволен коефициент на интелигенција и така. Мислам дека малку пошироко се отидов, али за канабисот одговорив конкретно и за ендорфинската теорија. За канабисот можам само да споделам лично искуство дека се обидовме, нели, во големиот број на можни терапии, како што кажав, и конвенционални и неконвенционални. За жал, кај нас не вроди со резултат. Ете, тоа што го кажав ја, вие го потврдувате. Ви благодарам што ме надополнивте. Јас не го препорачувам. Еве, ако и тоа ме прашуваат искрено, јас до сега не сум го препорачал на ниту едно семејство во Македонија. Ниту некаде на други места, бидејќи имам јас работено и во Хрватска, и во Словенија, и во Србија, мислам, во Холандија исто така, сум одел на студиски посети и до сега на ниту едно семејство јас го немам препорачувано на канабисот. Така што не може никој да ме обвини дека сум го дал, ја погрешно сум го дал и така. По ред, ви благодарам на сеопфатното излагање. Само на кратко, имаме прашање, дали сметате, еве еден краток одговор да ни дадете, дали сметате дека има влијание врз аутизмот, користењето на електронските апарати од типот на таблет, компјутер, мобилен телефон или последователно се мисли на тоа дека е недоволно развиен говорот нели кај овие деца и во таа смисла, некоја во таа насока, дали има некаква корелација помеѓу истите? Само таблетите и андроидите не.
но врз една, рековме, генетска предиспозиција и ако претерано се користи во смисол на зрачење уште во најраниот период, во првите 3 години, како тригер механизам би можело да биде една од причините, но само како тригер, не единствена причина. Значи мора да постои генетска предиспозиција и забележано е дека со отстранување на таблетите и на андроидите доаѓа до одредено подобрување во клиничката симптоматологија кај некои деца. Значи, забележано е дека треба да се... Но ако родителите мислат дека тоа е причината затоа што тие му давале таблет, не. Значи, таблетот или андроидот сам по себе не може да доведе до аутизам. Само може да го продлабочи, да детето уште повеќе влезе во тој собствен свет, да наместо да зборува и да контактира. Еден од видовите третмани што јас го препорачувам на родителите е задолжително социјалната интеракција и да ги даваат во градинка кога се мали. Од 3 до 6 години или од 2 до 6 ако се открие. Во денешно време, последните 2-3 години имате многу зрели родители, бидејќи и медиумите се повеќе зборат за аутизам, и имате родители кои што немаат појма со медицина, а веќе на 2 до 3 години забележуваат дека детето најверојатно е аутистично и доаѓаат кај мене или одат кај други професионалци и тоа е добро. Значи забележуваат дека нешто не е во ред, а порано не беше така. Порано и по 3 до 4 години, ете тоа што го кажа колешката, многу жалам што така ја советувале моите колеги дека е од Црна Гора, мислам тоа се глупоштини, малку ќе бидам и груб, дека е од Црна Гора, па сега мрзеливи и тоа се етикетира една цела нација и дека е машко, па чекајте, нема што да чекате. Ако до 1 година не збори, тоа е патологија. Можете и вашите колеги од логопедија да ви кажат. Ако не 1 година нема тато, мама да ви кажува, тоа е патологија на говорот. И сега не е секогаш аутизам, се разбира. Може да е друга патологија на говорот, но баба, дедо и оние рани знаци што ви кажав, значи мора уште да се тогаш да се посомневаат родителите. После 12-тиот месец нема говор, нема контакт очи со очи, не покажува со рачето, не сака да ги не покажува да ја прегрнат мајката или таткото да го земат во раце детето, тогаш во огромен процент најверојатно аутизам. Ви благодарам, професоре, навистина прекрасно објаснивте. Во интерес на времето ќе привршуваме со прашањата, па би сакала да ја поставам на господја Аниса едно прашање. Вака, значи се работи за случај каде што постои суспекција за аутизам кај дете, но родителите се во негација. Најверојатно се работи за некоја блиска роднина, може би од поблиското или од подалечното семејство, но сепак е засегната со случајот. И прашуваат како да се допре до родителите, бидејќи тие упорно негираат дека не се работи за аутизам, а ги има јасните знаци за аутизам. И дали сметате дека знаењето за темата на аутизмот, дали би дале некој совет, дали мислите дека ова знаење е доволно или треба уште да се продлабочува, да се проширува во пошироката јавност? Еве ве прашуваме како родител кој што секојдневно се соочува со ова. Значи, кој совет би го дале вие од тој аспект? И во истото прашање, дали каков совет имате доколку имате некогаш искусено дискриминација на база на тоа дека вашето дете има аутизам? Тоа се повеќе интересни и секако значени прашања во едно прашање. Дискриминација. Секое семејство не само со дете со аутизам, туку и кој било член со било која посебна потреба, е подложно, па да не речем секојдневна, ама сигурно секојдневно на дискриминација. Дискриминацијата се одвива во сите можни сфери. Значи имаме општествена дискриминација, институционална дискриминација, семејна дискриминација, да речеме, во мојата книга јас тоа го објаснувам, не е тоа семејна дискриминација во однос на дека нели вашите најблиски не ве сакаат, туку аутизмот како аутизмот, бидејќи е представуван релативно нов поим
и нова терминологија во нашето секојдневие, се уште не така лесно се прифаќа. Да речеме, многу пати се случува да, многу често се случува да во едно семејство прво бабите, дедовците и понатамошната, значи поширока, значи она рода реагира негативно. Да речеме конкретно во мојот случај, мојот татко кој што не можеше никако да го прифати, и се уште не може да го прифати тој факт дека Адам има аутизам и дека неговиот живот секогаш значи ќе биде таков каков што веќе го кажав, и дека при тоа значи јас како негова ќерка сум му судена на еден живот кој што никој не би го посакал на своето дете, никако не може да го прифати, постојано кажува дека ма не, као немој ништо, туку е премногу разгледан. Дај го ти кај мене, ја фино лепо ќе земам еден стап и сега ќе го видиш како ќе прозбори. И дури одеше до тој степен да тој ми се обраќаше да као, ма кој ти даде тебе диплома? Па ова дете во твое колку ти е разгарано, па не можеш ти да бидеш педагошки работник. И нели на почетокот нормално дека мене ме заболува овие зборови, но со тек на време сватив дека всушност љубовта зборува од него. Она неубава форма на љубов, но сепак е тоа љубов, она љубов кај што не може да прифати дека значи неговата ќерка го живее тој живот и дека буквално значи е осудена на доживотен таков живот. И притоа во книгата напоменувам дека значи ние доживуваме еден болката, таа се имаме што имаме нели за цел живот, меѓутоа нашите родители чувствуваат дупла болка. Тие жалат и за внучето, но жалат секако и за нас. И сега ние секогаш треба да бидеме, тоа е многу долг процес, треба да бидеме доблесни и да сватиме значи дека сепак за сето ова се крие нели љубовта. И тука нова веднаш ќе се надоврзам нели за прашањето за како да го убедат без разлика дали им се блиски или далечни, небитно е, личности дека нивното дете има некаков проблем. Нели, освен со разговор на сила не можеме ништо да направиме, единствена можност е разговорот. Па дури по цена да во прво време ние го изгубиме тоа пријателство или таа роднинска врска, значи затоа што навистина тие ќе бидат лути, затоа нели секако првата реакција секако ќе биде таа што сака да каже дека моето дете не чини, е како не, нејзиното е подобро, знаете тие разговори секојдневни. Но добриот пријател, добрата роднина секогаш значи ќе го и по цена на губење на оваа врска без разлика нели како што кажав кој односе ќе разговара сериозно и ќе инсистира на тоа, па макар ако треба и секојдневно да се повторува. И јас верувам дека ако не во првиот момент, по недела дена, 2 недели, 3 месец дена, сепак на крај одлуката ќе биде донесена и сепак ќе се посети стручно лице и ќе се соочат со таа реалност која што од тој момент ќе им го смени животот целосно. И во однос на дискриминацијата, уште само ќе додадам дека нели како што ви кажав на почетокот кога ви се представував, нели меѓу тие титули, бидејќи јас навистина сум од мали нозе влюбеник во книгата и обожавам да читам и да учам, дури што би рекле жаргонски сум фрик во тој поглед. Ама заради Адам не успеав многу, заради Адам не успеав. Во името на љубовта кон Адам, значи ја ставив акцент на тоа, па се повлеков во тие мои некои си претензии кон некои си нови академски достигнувања. И но сепак, откако Адам е роден, значи сите овие титули што ги набрав јас, тие никој веќе нема да ве каже. Значи сега вие одеднаш станувате познати само како во најдобар смисла ќе бидете во најдобар смисла мајката на Адам. Ама во оној полош случај кога вие нема да го слушате тоа, сепак го знаете, го чувствувате дека мајката на тоа детето или мајката на оноа детето знаеш на таквото. Че мене се случува да луѓе кои што јас бидејќи Адам кога се движи со мене, постојано морам да го држам за рака затоа што има нагон да бега. Овие деца исто така многу чисто бегаат. И за да не се случи да истрча, како што кажа професорот Владимир Трајковски, на улица и да биде прејазен, морам секогаш внимателно да внимавам на него. И исто така морам да внимавам да не краде храна, затоа што тоа е една ситуација каде што навистина е многу непријатна, како за оној кој што ја доживува, така и за мене како родител.
Опишана е случка во книгата каде што тука во Германија се случува на игралиште, ние да стоиме и јас секогаш како инспектор наблюдувам, значи тоа веќе кај мене нагонска реакција, да јас наблюдувам дали некој носи храна или пијалок, за да знам да стојам блиску до Адам, за да тоа што Адам во еден момент се стрчува и ја одзема таа храна и луѓето потоа нормално дека непријатно се изненадени. И се случи да една група на девојчиња доаѓаат, нели, развеселени тука и јас забележувам нема храна, супер добро. Во еден момент Адам се стрчува и јас во истиот момент во мозокот добивам информација дека сепак има храна некаде, зашто тој трча. Значи трча Адам, трчам јас, но значи во момент јас ја фаќам раката на Адам, ама Адам за жал успеа во торта во форма на срце, раката на средина да ја забрца и тортата пропаѓам. Таткото станува и значи буквално црвен, тој поцрвена во лицето и со тупаница трга на кај Адам, а бидејќи Адам е за 14 години, ма е висок 1,94 м, па немате преса дека станува збор за дете. И јас тука извикувам, значи, нели, ама тој има аутизам. И човекот застана со раката, дотрча жената, неговата сопруга и го смируваше, како нема проблем, на вистина, ако нема проблем, нели, таа се обиде па и мене да ме смирува, некоја благородна душа. Но кај мене секогаш останува прашањето, значи, што и да го удреше, кој е виновен? Ни човекот не е виновен, значи јас ние го пропастивме роденденот, значи ти дојде со се апарат, со се подготовки, се, значи ти остана без тортата. А човекот на вистина јас се знам, ако не доживеа Гласно. и така што, значи тоа се голем број на ситуации кои што некогаш родителот чувства дека е дискриминиран, но исто така ние мораме како родители да имаме разбирање дека и другите луѓе имаат право на нешто кое што некогаш ние им го пореметуваме. Во ред, ви благодарам на iscrpниот одговор. Дали имате нешто што би сакале да им порачате на сите во врска со кревањето на јавната свест за аутизмот и нели, луѓето што се соочуваат со ова и оние околу нив? Аутизмот, бидејќи пак ќе се навратам тоа дека е релативно нов поим, е непознат и луѓето мора, значи, бројката расте постојано. Значи веќе имаме неформална бројка која што нели ние соопшти професорот е 20.000 нерегистрирани, но сепак нели горе долу таа е бројка која што постојано е во пораст. И ние мораме да информираме јавноста. Значи, јавноста мора да биде свесна дека овие луѓе постојат, дека овие луѓе се дел од нас и од нашето секојдневие и дека исто така имаат право на место во нашето општество. За покревањето на оваа свест треба да почне, значи, да се реализира на сите можни планови. Во училиште, медицинскиот персонал, просвети, значи, потоа просветни работници, културни работници, значи ние имаме дел постојано соработка со Националната галерија, каде што едукаторот Маја Димитрова постојано организира разни изложби во врска со аутизмот. Потоа исто така јас себе како професор јас постојано на моите ученици им соопштувам за Адам и тие се навистина љубопитни од најмала возраст од пето оделение па дори во средно училиште да им ме прашуваат, значи што значи аутизмот, зошто Адам не зборува, се случува и денеска да ми праќаат пораки, да ме прашуваат дали тоа значи дека Адам е сега во Германија, дека ќе прозбори Адам, на кој што нормално дека јас кажам дека тоа е моја голема надеж, но е многу слаба надеж и не верувам дека ќе прозбори, но дека сепак останува тој Адам кој што е, дека треба да го сакаме. Така што свеста мора да се развива и тоа, како што кажав, на сите можни нивоа. Ама буквално на сите. Можеме да, значи, треба и јас гледам дека во Србија, во Белград, има дури и театарски представи каде што еден од ликовите е токму аутистична личност. Значи, прекажување на она секојдневие. Дури јас имав предлог за, не сеќавам сега точно како им беа имињата и презимињата на овие кои што јас имам Медена земја. Исто таков еден документарен филм да се направи секојдневието на едно семејство со дете со аутизам. Да се види што значи тоа, затоа што истражувањата покажуваат дека овие семејства доживуваат секојдневно стрес поголем од оној поствоен стрес
кој што нели го доживуваат оние кои што се во војна, затоа што ние водиме војна со животот. Буквално се бориме за нашите животи и за животите на нашите деца. Ви благодарам. Ви благодарам на прекрасното излагање. Би сакале да ви се заблагодариме. Во интерес на времето, тука за жал ќе застанеме со прашањата, иако уште многу има и би зборувале, би можело да се каже уште многу време, но сепак да, дефинитивно, значи уште се поставаат прашањата, така да има некои лични прашања, мислам вака во врска со материјали и слично, ќе ви ги проследам, професоре, за вас повеќето. Така да би сакала да ви се заблагодарам, да ви се заблагодариме заедно со Симона и во името на ММСА, професор доктор Трајковски, магистар Бечировиќ Трпчевска, што одвоивте денес време, за времето кое го одвоивте, за да ни укажете честа да присуствувате на овој настан. Ви благодариме. Благодариме. Ние честе двострана секогаш и секогаш ви стојам на располагање од областа на генетика, физиологија, медицински основни инвалидност, аутизам. Тука сум за вас, а ќе се обидам и на вашата страна да одговорам ако има некои прашања за мене на вашиот Facebook профил. Добро здравје. За крај само јас би сакала исто така да ви се заблагодарам што ни укажавте ова уникатна шанса да го погледнеме светот со шарени очила. Исто така ви благодарам и на сите присутни. Верувам и се надевам дека после ова предавање сите сфативме дека треба да се обидеме да дадеме придонес и исто така да ја подигнеме свеста за децата и лицата со аутизам, така што ќе ги сакаме безусловно и нема да дозволиме да се чувствуваат отфрлено од нашето општество. На тој начин тие нема да се чувствуваат исто така и несоциализирано. Форумсот за сертификатите ќе биде отворен уште 10 минути, така што може и сите други да се пријавите за сертификат. Ви благодарам многу на вниманието и до следно видување. Само не заборавајте дека ние родителите веруваме во вас и вие сте нашата најголема надеж. Така е. Ви благодариме. Ви благодарам. Пријатно. Убава вечер. Пријатно.